Што ќе се случи и дали оваа власт ќе го уапси поранешниот премиер Никола Груевски доколку се појави во државата? Праша денеска председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Венко Филипче. Сега се поставува следното прашање. Што ќе прави Никола Груевски, осудениот бегалец и символ на корупција и злоупотреба на власта, кога повеќе нема заштитник во Будимпешта? Години назад уживаше гостопринство од Виктор Орбан, кој го штитеше од правдата. Ке бегали на друго место, во Русија или во некоја друга земја, или ке се врати тука да ја отслужи казната. Ја поздравувам јасната и недвосмислена порака на новиот унгарски премиер Петар Маџар од вчерашната пресконференција. Новата унгарска власт повеќе нема да обезбедува за солниште на луѓето кои бегаат од правдата. Маџар експлицитно наведе дека Унгарија ќе ги испорача оние кои се кријат на незина територија и директно го означи Никола Груевски како криминалец. Одговорот на прашањето директно стигна од Мицкоски. Видете, јас немам очекувања никакви, но доколку Никола Груевски се појави во Македонија, тој има правосилна пресуда и тој веднаш од како ќе се појави во Македонија, нормално органите на редот ќе го обезбедат и ќе го упатат на отслужување на затворска казна која што е согласно правосилна одлука. Ние сме влада за која што сите закони важат и влада која што мора да ги почитува законите и институциите во државата, а нормално секое лице има право да ги користи институциите, да ги користи своите права, да поднесува потоа жалби и така натаму и така натаму. Но ние како влада имаме пред нас правосилна пресуда со која што лицето за кое што вие говорите сега е упатено на отслужување на затворска казна. А дали ќе се врати и кога ќе се врати, јас немам такви очекувања. На прашањето дали за Груевски има барање за екстрадиција, Мицкоски со одговор. Екстрадиција е побарана уште во 2018-та, а е одбиена во 2019-та од страна на унгарските власти. Од она кое што сум запознан е дека постои процедура доколку лицето има право на азил поради определени причини и мислам за повеќе детали да се обратите до Министерството за правда.